mu bidat, posljednji zborovi la ilaha illa Allah, će lezet vo džennet. Ovaj hadis go beleži imam Ebu Davud vo njegovata zbirka. Zato, počituvani vernici, važno je mnogo da shvateme deka morame da pravime zikr, morame da se sećavame na jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ešrefil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Благодарност му припаѓа единствено само на Господарот Allah subhanahu wa ta'ala. Сведочам дека Allah dželle šanu е еден и единствен. Тој е онај кого треба да го веруваме и обожаваме во нашиот дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници, кого Аллах dželle šanu го испрати до целото човечанство, луѓето да ги извади од криви верувања и да ги упати на ова исправно верување и обожавање на единствениот Господар Аллах субханеху ва та'ала. Затоа селам и салават испраќаме на Аллаховиот пратеник алейхи салам, на неговата честна и чиста фамилија, на неговите вредни другари и на сите муслимани кои го следеле, го следаат и ќе го следаат неговиот пат се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекату. Го молам Аллах dželle šanu најпрвин да го поправи нашиот нијет, да не направи искрени Аллахови робови, сите дела што ги правиме да ги направиме исклучиво само заради Аллах dželle šanu. Го молам Аллах субханеху ва та'ала да вдахни во нашите срца таквалок, богобојазливост, страхопочитување према единствениот Господар Аллах dželle šanu. Го молам Аллах dželle šanu да не подучи со корисно знаење и ние да се искористиме со она што Аллах dželle šanu нас не има подучено. Почитувани верници, навистина животот на еден муслиман представува зикр и спомнување на единствениот Господар Аллах dželle šanu. Муслиманот, верникот, секогаш го спомнува единствениот Господар Аллах dželle šanu. Секогаш се сеќава на неговиот створител Аллах dželle šanu. Па затоа во ова предавање со дозволот Аллах dželle šanu ке зборуваме за зикрот, спомнување на единствениот Господар Аллах dželle šanu. Колку е важно и битно и вредно ние да го спомнуваме нашиот Господар Аллах dželle šanu. Аллах субханеху ва та'ала ги опишува верниците кои го спомнуваат Аллах dželle šanu. Аллах dželle šanu ги фали оние верници, оние Аллахови робови кои што го спомнуваат единствениот Господар Аллах dželle šanu во неговата книга Куранил Керим. Па затоа Аллах dželle šanu е опишува таа група на верници и Аллахови робови како тие ги смируваат нивните срца. Аллах dželle šanu во сура Ер-Ра'д 28 ајет ни вика еллезина амену, оние кои веруваат, а тие кои што веруваат исправно е муслиманот и муслиманите кои што прифаќаат дека Аллах dželle šanu е еден и единствен и кои што не му припишуваат здруженик, партнер на Аллах субханеху ва та'ала, кои што го прифаќаат Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем дека е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници. Аллах dželle šanu ни кажува во овој курански ајет еллезина амену, тие кои веруваат, ва тетмеинну кулубухум би зикриллах, и тие ги смируваат верниците кои веруваат во Аллах dželle šanu, ги смируваат нивните срца би зикриллах,
со спомнување на Аллах Джелешану. Ела би зикри Аллахи татмаиннул кулуб. Вика Аллах Джелешану, на вистина со спомнувањето на Аллах Джелешану се смируваат срцата. Затоа, кога застава еден муслиман да го спомнува Аллах Джелешану, го смирува неговото срце, смирува неговата душа, бидејќи така само можеме да најдеме рахатлок, смирение во овај дуњалучки живот, кој што навистина имаме разни искушенија, разни испити за нас во ова денешно време. Затоа човекот и муслиманот, верникот, кога застава да се сеќава на Аллах субханеху ва таала, кога признава дека тој е слаб, кога го спомнува Аллах Джелешану, тогаш го смирува неговото срце, така како што Аллах Джелешану ни кажува во овој курански ајет, дека верниците и верникот ги смируваат и го смирува срцето со зикр и спомнување на единствениот Господар Аллах Джелешану. Навистина, зикрот, спомнувањето на Аллах субханеху ва таала е еден ибадет кој што нас не доближува до нашиот створител Аллах Джелешану. И преку тој зикр Аллах Джелешану ни дава посебни дереџиња и степени во овој дуњалук и во идниот свет ахирет. Аллах Джелешану ни вика фезкуруллах, спомнувајте го Аллах, сеќавајте се на Аллах, кема аллемекум, онака како што вас тој ве има подучено, малем текуну таалемун, кој вие претходно не знаевте за тоа нешто. Затоа Аллах Джелешану не наредува и не поттикнува ние секогаш да се сеќаваме на Аллах Джелешану, да го спомнуваме единствениот Господар Аллах Джелешану така како што тој нас не има подучено. А каде Аллах Джелешану и во што Аллах Джелешану нас не има подучено, како ние да го спомнуваме Аллах субханеху ва таала? Во неговиот говор Куранил Керим, Аллах Джелешану најдобро нас не има подучено како ние да го спомнуваме Аллах Джелешану. Кога ние да го спомнуваме Аллах Джелешану и преку суннетот, праксата на Аллаховиот пратеник алейхи селам, кој што најдобро ни објаснал како ние да го спомнуваме единствениот Господар Аллах Джелешану. Намазот е зикр, спомнување на единствениот Господар Аллах Джелешану. Учењето на Куран е зикр, спомнување и сеќавање на единствениот Господар Аллах Джелешану. Во намаз или пред намаз и по намаз, кога ние седеме и го спомнуваме Аллах Джелешану, се сеќаваме на Аллах Джелешану, тогаш имаме придобивка и во дуњалук, и во идниот свет ахирет. Затоа Аллах Джелешану не подучува како ние да го спомнуваме Аллах Джелешану и преку тоа спомнување ние се доближуваме до единствениот Господар Аллах Джелешану. Оние кои што го спомнуваат Аллах Джелешану, тие кои што се сеќаваат на нивниот створител Аллах Джелешану, тие најмногу имаат корист од Аллаховите зборови, од Аллаховите аети, од Аллаховите знаменија. Тие се оние луѓе кои што Аллах Джелешану ги има обдарено со разум. Затоа Аллах Джелешану ни вика во сура Али Имран 190 ајет и 191 ајет, ни вика Аллах Джелешану: инне фи халки самавати вал ард, навистина во стварањето на небесата и земјата, ва ихтилафи лејли ван нахар, и во промената на денот и ноќта. Вика Аллах Джелешану: ле ајат, има ајети, има знаменија. За сите се тие знаменија, за сите се тие ајети не. Аллах Джелешану во стварањето на небесата и земјата и во промената на ноќта им дал ајети за кого? Викали улил елбаб, за оние кои што се надарени со разум. Јазкурун Аллах кијама,
Тие го спомнуваат Аллах Джелешану, како стоејќи, секогаш се сеќаваа на единствениот Господар Аллах Джелешану. وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. И тие го спомнуваат Аллах Джелешану и седејќи и лежејќи. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. И размислуваат околу створенијата на небесата и земјата. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Тие викаат: о Господару наш, ти ова не го створе туку така, безцелно. Напротив, тие кои што го спомнуваат Аллах Джелешану, а размислуваат околу створенијата од Аллах Джелешану, небесата и земјата, и секогаш кажуваат дека: о Господару наш, о Господару мој, ти не го створе ова батила, не го створе туку така. Има некоја цел, а целта е ние да признаеме дека створителот на сите овие створенија е единствениот Господар Аллах Джелешану. Субханеке фекина азабен нар. Ти биди славен. Ти биди славен и заштити не од джехеннемски оган и азаб. Значи, оние кои што го спомнуваат Аллах Джелешану, тие секогаш се користаат од Аллаховите аети, Аллаховите знаменија, промената на денот и ноќта, стварањето на небесата и земјата. Секогаш кога излегуваа надвор од нивните домови, кога ги гледаат Аллаховите аети, тие се сеќаваа на единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Навистина, највредни дела, од највредните дела што може еден муслиман, еден верник да направи такви дела е зикрот, спомнување на единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа Аллах Джелешану ни пропишал намаз, ни пропишал пост, ни пропишал хадж, ни пропишал джума, посебен ибадет. Со овие ибадети ние правиме добри дела према единствениот Господар Аллах Джелешану. Ке видиме и во Куранил Керим дека Аллах Джелешану после завршетокот на овие ибадети, намазот, постот, хаджот, ден джума, ни наредува и не поттикнува ние да го спомнуваме единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа Аллах Джелешану во сура Таха 14 ајет ни вика: "Ва акимис сала", и клањај намаз. Зошто ли зикри? За да ти ме спомнуваш мене, се сеќаваш на мене. Во намазот ние се сеќаваме на единствениот Господар Аллах Джелешану. Го учеме неговиот говор Куранил Керим. Учеме некои дови. Го славеме Аллах Джелешану. Го возвишуваме единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Целта е ние да го спомнеме единствениот Господар Аллах Джелешану, да се сетиме на единствениот Господар Аллах Джелешану. И после нашиот завршеток на нашиот намаз, кога даваме селам на десна страна и на лева страна, што кажуваме? Естагфируллах, естагфируллах, естагфируллах. Аллахумма енте селам, ва минке селам, тебарек те јадел джелали вал икрам. Ги спомнуваме овие зикрови, се сеќаваме на единствениот Господар Аллах Джелешану. Битно е да знаеме дека и по завршетокот на овој ибадет, што Аллах Джелешану ни го наредил, да го обавуваме 5 пати во денот: сабах, планне, икиндија, акшам и јација. И после завршетокот на овие ибадети, ние мораме да го спомнуваме единствениот Господар Аллах Джелешану. Правиме зикр 33 пати Субханаллах, 33 пати Елхамдулилlah, 33 пати Аллаху Екбер. По намазите имаме посебни зикрови на сабајле, посебни зикрови на вечер. Тоа е целта ние да се сеќаваме на единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Па затоа Аллах Джелешану ни кажува и во сура Ен-Ниса 103 ајет ни вика: "Феида кадейтумус салах",
и кога ќе го завршите намазот, фазкуруллах, спомнувајте го Аллах, кијамен ва кууден ва ала джунубикум. Спомнувајте го Аллах джелле шану и стоејќи, и седнати и лежејќи. Значи мораме да правиме зикр, да го спомнуваме единствениот Господар Аллах субханеху ва теала. По завршетокот на ибадетот во ден джума, кога ние ќе доклањаме джума, Аллах джелешану ни кажува во сура Ел-Джума, 10 ајет, феида кудијети салах, и кога ќе завршите, го обавевте намазот, фентеширу фил ард, и вие одете по дуњалукот, распостранете се по дуњалукот во земјата, вабтегу мин фадлилlah, и барајте од Аллаховите добрини, барајте го вашиот риск, барајте го вашиот риск од вашиот Господар Аллах джелешану. Потоа кажува вазкуруллахе кесира, и спомнувајте го Аллах многу. И кога сте на работа, спомнувајте го Аллах джелешану. И кога сте на работа, сеќавајте се на Аллах джелешану. Затоа инсанот и муслиманот секогаш прави зикр на Аллах субханеху ва таала. Зошто? Вазкуруллахе кесиран лааллекум туфлихун. За да вие бидете успешни, за да вие победете. Ако сакаме да бидеме успешни и ако сакаме да имаме успех и победа и во дуњалук и во ахирет, и после обавувањето на намазот од джума, кога ќе завршиме со джума, да се раштркаме и да одеме во дуњалукот, да се распостанеме во дуњалукот, да го бараме нашиот риск и да не забораваме дека мораме да го спомнуваме единствениот Господар Аллах джелешану многу. Тогаш Аллах джелешану нас ќе ни даде успех и ќе ни даде победа и во дуњалук и во идниот свет ахирет. Аллах джелешану ни наредил еден месец ние да бидеме постачи, да постеме. Тој месец е месецот Рамазан. После завршетокот на месецот Рамазан, пак Аллах джелешану ни наредува ние да го спомнуваме Аллах джелешану, да се сеќаваме на Аллах джелешану, дека не е доволно само во месец Рамазан. Мораме и потоа да го спомнуваме Аллах джелешану. Затоа Аллах джелешану во сура Ел-Бекара 185 ајет ни кажува кој овај курански ајет често пати го учеме во нашите џами во месец Рамазан. Аллах джелешану вика: "Вали тукмилул идда", за да вие го дополнете и исполнете тој период. "Вали тукеббируллах", и да го славете Аллах, да го величате Аллах, да учете што повеќе текбири, да правите зикр по завршетокот на месец Рамазан. Потоа вика Аллах джелешану: "Ала ма хадакум", за она што вас тој ве има упатено. Дали Аллах джелешану не има упатено? Да, тој е оне кој што нас ни го покажал правиот пат, ни дал Кур'ан, испратил Аллахови пратеници со една цел, да ни се смилува за ние да не лутаме во овај дуњалук, да го земеме овој прави пат, како да го веруваме и обожаваме единствениот Господар Аллах джелешану. Затоа Аллах джелешану вика: "Вали тукмилул идда, вали тукеббируллаха ала ма хадакум", и да го дополнете тој период, да го завршите тој месец и потоа вие да го величате и возвишувате вашиот Господар, да правите што повеќе зикр и спомнување на единствениот Господар Аллах джелешану за она што вас тој ве има упатено. Зошто? "Валааллекум тешкурун", и исто така да бидете благодарни на тие Аллахови нимети, Аллахови благодети, бидејќи благодет е да си муслиман. Благодет е да си муслиман и упатен на правиот пат, бидејќи многу луѓе кажуваат ла илаха иллаллах Мухаммеду Расулуллах, али не се
Нема сватено зошто тие постојат, а постоењето наше е да правиме ибаде на Аллах Джелешану, да ја спознаваме оваа совршена вера, дин Ислам, да дознаеме што е добро и што е лошо, да го земеме тој прави пат, што ќе ни користат и во дуњалук, и во инниот свет, ахирет. Затоа Аллах Джелешану ни кажува во овој курански ајет, и кога ќе го завршите месецот Рамазан, и тогаш вие правете зикр и спомнувајте го единствениот Господар Аллах Джелешану. Аллах Джелешану ни наредил нас на муслиманите еднаш во нашиот живот, тој кој што е во можност да обави хаџ. Ако Аллах Джелешану ни дал риск, ние сме должни да направиме хаџ еднушка во нашиот живот. Тој хаџ што представува за нас? Представува спомнување на единствениот Господар Аллах Джелешану. Затоа Аиша радијаллаху анха пренесува дека рекол Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва селем: иннема джуилит таваф, навистина Аллах Джелешану го пропишал тавафот, кружењето околу Каба, бил бейт wa бейне Сафа wal Мерва, помеѓу околу Аллаховата куќа Бейтуллах Каба, Аллах Джелешану го пропишал тавафот и одењето во Сафа и Мерва. Потоа кажува wa рамјул джимар, и фрлањето на камчињата, ли икамети зикриллах, за да го спомнувате Аллах Джелешану, да се сеќава верникот на единствениот Господар Аллах Джелешану. Зошто дошол во Мека? Зошто врти околу Каба? Зошто прави таваф? Зошто оди во Сафа и Мерва во Сај? Зошто прави? Зошто фрла камења? За да се сеќава на единствениот Господар Аллах Джелешану, да го спомнува единствениот Господар Аллах Джелешану. Аллах Джелешану зикрот го поврзал и овде. И со овој ибадет, со хаџот, ние го спомнуваме единствениот Господар Аллах Джелешану. Почнуваме бисмилла, Аллаху екбер, правиме зикр, потоа вртеме околу Каба. Кога се искачуваме на Сафа, го учаме куранскиот ајет, правиме зикр на единствениот Господар Аллах Джелешану. Затоа по завршетокот на хаџот, хаџијата пак го спомнува единствениот Господар Аллах Джелешану. Затоа во сура Ал-Бекара 200 ајет Аллах Джелешану вика: феида кадейтум менасикакум, и кога вие ќе завршите со Аллаховите обреди, кога ќе завршите фезкуруллах, спомнувајте го Аллах, спомнувајте го Аллах, ке зикрикум абаакум ау ешедде зикра, спомнувајте го Аллах Джелешану така како што го спомнува оние кои што беа пред вас или уште повеќе. Аллах Джелешану ни наредува и после завршетокот на овој ибадет хаџот, ние да го спомнуваме единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Затоа и завршетокот на нашиот дуњалук, последни зборови што треба да му бидат на еден Аллахов роб се ла илаха иллаллах Мухаммеду Расулуллах. Да умреме со шехадет, да умреме со зикр, спомнување на единствениот Господар Аллах Джелешану. Затоа Муад ибн Джебел радијаллаху ан пренесува дека Аллаховиот пратеник алейхи селам кажува: мен кана ахиру келам ла илаха иллаллах дахал ал дженне. Кому ќе му бидат последни зборови ла илаха иллаллах, ќе влезе во дженнет. Овој хадис го бележи имам Ебу Давуд во неговата збирка. Затоа, почитувани верници, важно е многу да сватеме дека мораме да правиме зикр, мораме да се сеќаваме на единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Затоа и тие халки каде што се спомнува единствениот Господар Аллах Джелешану, тие се најдобрите меджлиси,
Тие се најдобрите собири во дуњалукот, каде се спомнува името на Аллах Джелешану, каде се проучуваат Аллаховите прописи, каде се кажуваат Аллаховите наредби и Аллаховите забрани. Тој собир и тој меджлис е најдобриот меджлис. Затоа имаме случка, Муавија радијаллаху ан пренесува дека излегол со неговите асхаби, со неговите другари, излегле да направаат една халка, да го спомнуваат единствениот Господар Аллах субханеху ва теала. Тогаш Аллаховиот пегамбер алейхи селам, кога ги нашол тие асхаби, тие другари, како седаат, ги прашал и ги запрашал: ма еджлесекум калу. Прашал Аллаховиот пегамбер алейхи селам: што вас ве натера и што вас ве воведе вие да седнете? Тие рекле: калу джелесна. Рекле: ние седнавме незкуруллах, да го спомнуваме единствениот Господар Аллах субханеху ва таала, ва нахмедуху ала ма хадана лил ислам, и да му бидеме благодарни за она што тој нас не има упатено кон исламот, кон оваа совршена вера, дин ислам. Ва менна алейна бик, и кој што навистина нас ни даде ниемет и благодет, што тебе те испрате до нас, да ти нас не опоменуваш и ни ја покажеш оваа совршена вера, дин ислам. Потоа Аллаховиот пегамбер алейхи селам им се обраќа и им вика: Аллаху ма аджлесекум илла залик, зарем заради Аллах Джелешану вие седнавте за ништо друго? Калу валлахи ма джелесна илла залик. Тие асхаби, тие другари му се обраќаат и му викаат: ние не седнавме за ништо друго освен заради Аллах Джелешану. Да правиме зикр, да го спомнуваме Аллах Джелешану, да му бидеме благодарни на Аллах Джелешану што нас не упате кон исламот и во исламот, и тоа што Аллах Джелешану го испрате Аллаховиот пегамбер алейхи селам, а тоа си ти, до нас. Потоа Аллаховиот пегамбер алейхи селам вика: ема инни лем естахлифукум тухметен лекум, валакиннеху етани Джибрил алейхи селам. Вика Аллаховиот пегамбер алейхи селам: јас не се клонам за ништо друго освен тоа што ми дојде Джибрил алейхи селам, фе ахберени, и тој мене ме известе, енна Аллахе јубахи бикумул мелаике, дека Аллах Джелешану испрате мелеси кои што вас ве имаат обколено, кои што тие кружаат околу вас. Затоа, почитувани верници, мораме да знаеме дека најдобрите меджлиси, најдобрите собири во дуњалукот се тие собири каде се спомнува името од Аллах субханеху ва таала, каде се велича Аллах Джелешану, каде се славет Аллах Джелешану. Затоа, кога гледаме во нашиот дуњалучки живот и слушаме дека на филан место и во филан џамија има некое предавање, да појдеме во тоа предавање, да седнеме во тој меджлис, да бидеме во таа халка каде што се спомнува единствениот Господар Аллах Джелешану. Бидејќи тука има мелеси околу тој меджлис, околу тој собир. Затоа најдоброто нешто во дуњалукот е еден муслиман и еден верник да праве зикр, да го спомнува единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. За зикрот и вредност на зикрот ни кажуваат бројни хадиси од Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Аллаховиот пегамбер алейхи селам опишува и кажува и ги опишува онај и го опишува онај кој го спомнува Аллах и тој кој што не го спомнува Аллах, тој кој што прави зикр и тој кој што не прави зикр. Дава Аллаховиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем пример за тој и тој кој што прави зикр и тој кој што не прави зикр. Вика Аллаховиот пратеник алейхи селам: метелул лези
Jezkuru rabbehu, primjerot na toj koji što go spomnuva i pravi zikr na svojot gospodar. Walladhi la jezkuru rabbehu, i one koji što ne go spomnuva svojot stvoritelj. Methelul haj wal mejit, iskako primjerot onaj koji što je živ i toj koji što je umren. Toj koji što pravi zikr, to je živ. Zašto? Бидејќи го спомнува единствениот Господар Аллах Джелешану. А тој кој што не прави зикр, тој е умрен. Неговото срце умира. Неговото срце не прифаќа упата од страна на Аллах Джелешану. Затоа е многу важно и битно ние да го спомнуваме единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Затоа на кијаметски ден, на судниот ден, нашиот мизан, вагата, Аллах Субханеху ва Теала ќе оттежне таа страна со добри дела. Кога ние сме правеле зикр, сме го спомнувале единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува во еден хадис: "Ет-тахуру шатрул иман", чистотата е половина иман, верување. "Валхамдулиллах", и кажување "Валхамдулиллах", тамлаул мизан, е надополнува вагата и мизанот. "Ва субханаллах", "Валхамдулиллах", и навистина што ние кажуваме и кога кажува Субханаллах и Елхамдулиллах, тамлаани ау тамлау ма бейне сема и вал ард, тоа го исполнува она што е помеѓу небесата и земјата. "Вассалату нур", и намазот е светло. "Вассадакатул бурхан", и садаката е доказ. Доказ на кијаметски ден дека ние сме трошеле во името на Аллах Джелешану. И тогаш правиме зикр. Зошто кога гледаме некој сиромав, некој етим, некоја вдовица, кога гледаме некои браќа муслимани дека имаат потреба од нашето богатство и нашите пари, ние се сеќаваме на тоа што Аллах Джелешану навистина ќе не наградет. Пак правиме зикр и делеме од нашиот имот толку колку што ние можеме. "О сабру дија", викат Аллаховиот пратеник алейхи селам. И навистина саброт е големо нешто. Саброт е едно светло за еден муслиман кој мора да сабуре, бидејќи е сабур ти да учиш Кур'ан. Да учиш денеска 20, 30, 50, 100 страници. Да го спомнуваш Аллах Субханеху ва Теала. Потоа кажува Аллаховиот пратеник алейхи селам: "Вал Кур'ану худжатун лек ау алейк", и Кур'анот, Аллаховиот говор, Аллаховата книга е доказ за тебе или против тебе. Зошто доказ за нас или против нас? Доказ за нас ако ние сме го учеле Кур'анот, сме размислувале околу Кур'анот и сме работеле и сме правеле дела тоа што бара Кур'анот, тогаш тој Кур'ан на кијаметски ден ќе биде сведок за нас. Ама ако Кур'анот ние сме го оставеле во нашите куќи, во нашите витрини и никогаш не сме го отвореле и никогаш не сме го прочитале, тогаш тој Кур'ан ќе биде на кијаметски ден сведок против нас. Бидејќи Аллах Джелешану ни го дал тој говор, ни е дал таа книга, а ние не сме отвореле. Не сме отвореле таа порака, не сме ги спознале тие наредби, тие забрани од нашиот створител Аллах Джелешану. Затоа Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува дека Кур'анот е сведок за тебе или против тебе, сведок за нас или против нас. Го молиме Аллах Джелешану да биде сведок за сите нас. Битно е да разбереме дека оној кој што го спомнува Аллах Субханеху ва Теала на кијаметски ден, навистина тој зикр ќе тежне на вагата со добри дела. Затоа Аллах Субханеху ва Теала ги опишува правите верници дека тие секогаш го спомнуваат единствениот Господар Аллах Джелешану. Нивното богатство не е пречка,
тие да се оддалечат од зикрот и спомнувањето на единствениот Господар Аллах Джелешану. Нивните фамилии не се пречка тие да го спомнуваат единствениот Господар Аллах Джелешану. Нашето богатство си има свое место, нашата фамилија си има свое место, али нашиот ибадет, зикрот има свое место во нашиот дуњалучки живот за правиот искрен Аллахов роб. Затоа Аллах Джелешану ни кажува во сура Ел Мунафикун, 9 ајет: Ја ејюхеллезина амену, овие кои верувате, ла тулхикум амвалукум вала ауладукум, немој вас да ве натера и немој вас да ве оддалечи вашето богатство и вашата фамилија, вала ауладукум ан зикриллах, од спомнување на единствениот Господар Аллах Джелешану. Ва мен јефал залик, и оне кој што ќе постапи така, ќе се оддалечи поради богатството и фамилијата од зикрот, спомнувањето на единствениот Господар Аллах Джелешану, кажува фе улаике хумул хасирун. Тој и тие се од оние кои што се пропаднати. Пропаднати и во дуњалук, и во инниот свет ахирет. Зошто? Бидејќи секогаш пазаат само на нивното богатство. Секогаш гледа само на нивните фамилии. Никогаш не се сеќаваат на единствениот Господар Аллах Джелешану. А оне кој што е прав верник, прав муслиман, прав Аллахов роб, неговото богатство и неговата фамилија не е пречка тој да го спомнува единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Затоа Аллах Джелешану не потикнува многу курански ајети ние да го спомнуваме многу нашиот Створител Аллах Джелешану. Затоа ни вика во сура Ал-Ахзаб: Ја ејюхеллезина амену зкуру Аллахе зикрен кесира. Овие кои верувате, спомнувајте го Аллах со многу спомнување. Многу спомнувајте го. Осеббихуху букрата ва асила. И славете го и правете зикр и на сабајле и на вечер. Затоа зикрот е многу важен. Важен ибаде за сите нас во нашиот дуњалучки живот. Аллах Джелешану ги фали и Аллах Джелешану припремал посебна награда за оние Аллахови робови кои што прават многу зикр, кои што го спомнуваат единствениот Господар Аллах Джелешану. Секогаш кога ќе се пробудаат, го спомнуваат Аллах Джелешану. Кога ќе се облечаат, го спомнуваат Аллах Джелешану. Кога излегуваат од нивните куќи, го спомнуваат Аллах Джелешану. Се качуваат во нивните коли, го спомнуваат Аллах Джелешану. Времето додека патуваат, го спомнуваат Аллах Джелешану. Започнуваат со работа, го спомнуваат Аллах Джелешану. Во текот на работата го спомнуваат Аллах Джелешану. Со завршетокот на нивната работа го спомнуваат Аллах Джелешану. Седаат да јадат, го спомнуваат Аллах Джелешану. Завршуваат со нивното јадење, го спомнуваат Аллах Джелешану. Седаат со нивните другари, го спомнуваат Аллах Джелешану. Седаат со нивните фамилии, го спомнуваат Аллах Джелешану. Вака треба да представува животот на еден муслиман, на еден Аллахов роб, кој што е предаден на неговиот Створител Аллах Джелешану. Во сура Ал-Ахзаб, 35 ајет, Аллах Джелешану кажува: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. И оние кои што го спомнуваат Аллах многу, не малку, не само во намаз, не само после намаз, секогаш го спомнуваат Аллах Джелешану. وَالذَّاكِرَات, и машките и женските, и мажите и жените го спомнуваат Аллах Джелешану. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. За нив Аллах Джелешану припремал опрост, им опростува за тие нивни гревови што ги правеле. И потоа Аллах Джелешану припремал посебна награда за нив. И во дуњалук, и во инниот свет ахирет. Затоа е многу важно да го спомнуваме Аллах Джелешану и да бидеме секогаш со Аллах Джелешану. Како сакаме Аллах Джелешану да биде со нас, а ние никогаш да не бидеме со Аллах Джелешану.
Morame nije da bideme so Allah, za Allah da bide so nas. Zato ovo sura Al-Baqara, Allah Đelešanu 152. ajet ni veli Fadhkuruni adhkurkum. I vi je spomnete me i ja će ve spomnem. Zato je mnogo važno insanot i muslimanot, vernikot da shvati deka mora da go spomnuva njegovi stvoritelj Allah Đelešanu. Zikrot je dobro delo, je dobar ibadet, a so toa dobro delo nije će izbišeme nekoj loši dela. Allah Đelešanu vika vo sura Hud 114. ajet Innal hasanat yudhibne sejiat. Naistina dobrite dela će gi izbiša na lošite dela. A od tije dobri dela je zikrot. Spomnuvanje to najjedinstveniji od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu preko zikrot ni gi briše našite javni i tajni grevovi. Zato je Ebu Hureyre radijallahu an prenesu, a Imam Buhari beleži deka rekol Allahovi pratenik alaihi salam men kale subhanallahi wa bihamdi, koji što će kažet i će rečet subhanallahi wa bihamdi fi jevmi mijetu merra, će rečet vo jedan den 100 pati huttet hatajahu, nemu će mu se izbrišat grevovite wa in kanet mitlu zebedil bahar, pa i da bile toliko grevovi koliko što je penata od moreto. Onaj koji što će reče subhanallahi wa bihamdi, Allah Đelešanu će mu gi izbriše njegovite grevovi, pa makar i bile koliko penata od moreto. Gledame koliko je važno i kakvo mesto i kakva težina i kakva vrednost ima zikrot, spomnuvanje to najjedinstveniji od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zato imame brojni hadisi od Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam za nagradata, za onaj koji što go spomnuva jedinstveniji od gospodar Allah Đelešanu. Zato od Semrete bin Džundub radijallahu an se prenesuo deka rekol Allahovi pratenik alaihi salam ahabbul kelam, najsakani zborovi ila Allahi ta'ala arba, najsakani zborovi kaj Allah Đelešanu vozvišenio se 4 i tije se subhanallah, da kažuva subhanallah. Zato nije vodeno sme dožni da kažuvame subhanallah. Ako kažuvame subhanallah, morame da bideme ubedeni deka Allah go saka toj zbor, da kažuva subhanallah walhamdulillah, i da rečeš elhamdulillah wa la ilaha illallah, i da rečeš la ilaha illallah wallahu akbar, i Allah je najgolem. La yadurruku be ejhinne bedat, i ne je ništo sporno so koji od tije 4 zborovi bi počnal. Bitno je nije da je kažuvame ovije zborovi subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah i Allahu akbar. Ovije zborovi ako nije kažuvame, tije se najsakanite zborovi kaj Allah Đelešanu. To je kad deneska subhanallah mnogo muslimani čak i se ismejava sa onije muslimani koji što pravat zikr i gi spomnuvat ovije sakani zborovi kaj Allah Đelešanu. Subhanallah, to i se ismejava sa one koji što rekao subhanallah. Ili elhamdulillah, to i se ismejava sa one koji što rekao elhamdulillah. Ili la ilaha illallah, ili Allahu akbar, se ismejava sa onego. A imame nekoj ljudje koji što i koristat ovije zborovi, najsakani zborovi, kaj Allah Đelešanu za nekoj dunjalučki interesi. Imame muslimani koji što kažuva subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ali celta mu je nekoja dunjalučka korist. Da mu odi biznisot, da bidi prifatljiv kaj ljudje to i slično. Zato je važno i bitno da shvateme deka ako i kažeme ovije zborovi od srce, Allah Đelešanu gi saka najmnogo. Imame i dosta drugi hadisi od Allahovi prateni Muhammed
sallallahu alaihi wasallam zavrennosta na zikrot, ali ovo je dovoljno. Gomoleme di sveni od gospodar Allah Đelešanu da ne napravi od onije koji što mnogu go spomnuvat edinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Gomoleme Allah Đelešanu da ne napravi iskreni Allahovi robovi koji što go spomnuvat iskreno edinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Gomoleme Allah Đelešanu da ni go pokaži pravi od pat i da ni dade cvrstina na toj pravi pat. Gomoleme Allah Đelešanu da ni je pokaži zabludata i site patišta koji vodat kon zabluda i Allah Đelešanu da ne oddaleči od ta zabluda. Gomolam Allah Đelešanu so negovite ubavi iminje i sovršeni svojstva da ve nagrade so neizmerna nagrada za vaši od sabor, za vaše to vnimanije. Gomolam Allah Đelešanu site zajedno da vlezeme vo Džennetul Firdeus, da bideme vo društvo so Allahovite pratenici, šehidite i iskrenite Allahovi robovi. Amin. Ekulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.